Тенденцијата на се помала искористеност на земјоделското земјиште во Кочанската котлина, како што стојат работите на месец-два пред сеидбата, ќе продолжи и во оваа производствена сезона. Активното земјоделско население се повеќе старее, а голем процент од младите ја напуштаат земјата и заминуваат во странство во потрага по подобар живот. Повозрасните и изработени земјоделци немаат ниту сила, ниту друга можност да произведуваат рентабилно, па од година во година оставаат дел од нивите необработени и непосејани. Проценките за 2019 и 2020 година велеа дека од 20 до 25% од плодното земјиште е необработено. Прашањето е што може да се очекува оваа сеидбена сезона. Ако покрај обиколницата и други регионални патишта може да се видат големи необработени површини, тогаш што се случува подлабоко во полињата? Земјоделци во паника велат дека нема што да прават со имотот, бидејќи синовите и ќерките им се во странство, а тие самите не се во состојба да обработуваат по 30 до 40 декари ниви со разни култури. Поединци дури се одлучуваат да ги продадат, меѓутоа нема заинтересирани купувачи, а и цените се далеку под реалните вредности. Штетите од ваквите тенденции се повеќекратни, бидејќи освен што се намалува производството на храна, се запустуваат нивите и се деградираат цели полиња. Паралелно и вкупниот обрат на средства реципроцентно се намалува, бидејќи, на пример, водостопанство прибира помали средства по однос на воден надомест, се трошат помали количини на вештачки ѓубрива, хемиски препарати и слично, а сето тоа кумулативно негативно влијае врз агростопанските процеси во производствениот регион.